Наредниве 3 дена, почнувајќи од денес до сабота, во земјава се очекуваат пеколни жештини. Наместа се очекува живата во термометрите да се искачи и над 40 степен, што значи дека тешко ќе се дише. Надлежните прогласија портокалова фаза и побараа од работни обврски да се ослободат премените жени и хронично болните лица на возраст над 60 години, а работодавачите да го реорганизираат работното време со цел да се избегнуваат активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, а во детските градинки да не ги изнесуваат децата на отворено во овој временски период. До сабота очекуваме највисоки температури и тоа во поголемиот дел од земјава температурата ќе надмине 35, а вдолж поврдарието, значи вклучувајќи и Скопската котлина, ќе надмине и 40 степени. Значи тоа е до сабота, потоа во недела исто така ќе биде многу топло, меѓутоа веќе во текот на денот ќе се навистува промена на времето и тоа ќе почувствуваме веќе во попладнивните часови, во текот на ноќта кон понеделник, значи ќе има нагол брз продор на влажен и посвеж воздух од север овој пат и тоа ќе донесе врнежи од дожд и грмежи, а од понеделник и значително опаѓање на дневната температура и тоа за повеќе од 10 степени во однос на претходните денови. На граѓаните им се препорачува да ги почитуваат општите препораки: заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено, носење светла и лесна облека, конзумирање лесна храна и течности, хигиенски начин на подготовка на храната и редовно земање на терапија, така и хронично болните лица, бидејќи организмот не е адаптиран на високите температури. Нутриционистите препорачуваат внимателно да се однесуваме кон процесот на исхрана. Највеќе се рефлектира кон некои што имаат хронични заболувања, кај малите деца, и трудниците и сите оние кои што имаат проблем со горештината. Прво и основно мораме да го едноставно напоиме организмот со течности, што значи дека си можеме да заборавиме, ама водата не можеме да заборавиме. По континуитет мораме да земаме некаде околу вкупна литража на минимум 3 литра течности дневно, што природно цедени сокови, што вода, да биде лесна храната, значи немаме потреба од многу масна храна, храна која што е со сомнителен квалитет, што значи дека многу треба да внимаваме каде е складирана таа храна и на кој начин е чувана, па макар и во домашни услови. Со цел да се спречи труење со храна која е честа појава во летниот период, Агенцијата за храна и ветеринарство порачува граѓаните при купување да водат сметка за изгледот и рокот на употреба на производот. Препораката е да се избегнува и храна со оштетена амбалажа, ладните или замрзнати производи да се купуваат на крајот од пазарењето, а месото, млекото и јајцата да не се чуваат долго време во автомобилите. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелираат учесниците во сообраќајот да избегнуваат патување во периодот од 12 до 16 часот. Според најавите од управата за хидрометеоролошки работи, топлото време ќе се задржи до недела попладне, кога поради брз продор на влажна и посвежа воздушна маса од север се очекуваат врнежи од дожд, грмежи, засилен северен ветер и значително опаѓање на дневните температури, додека пак од наредната недела температурите ќе се движат нешто над 30 степени. Топло, но не премногу. Во тој случај шетајте навечер и пијте течности, но не студени. За некој ден се ќе помине.